Почитувани слушатели на Македонското радио, Радио Скопје, со нас во студиото е Никица Мојсовска, економист и директорка на Македонија 2025. Добар ден ви пожелувам. Добар ден, благодарам на поканата. Прво ќе почнеме со буџетот, сето е најактуелно. Со понудената структура може ли да се стимулира долгорочен раст? Она што се нуди во буџетот го видовме, се дискутираше, нели, стандард. Власта си го оправдува, опозицијата го критикува, за власта е развоен, за опозицијата тој е социјален, предизборен, популистички. Вашиот став? Добро, веројатно приказната е некаде на средина помеѓу двете тие засегнати страни, би рекла. Она што секој економист го посакува, тоа е да имаме развоен буџет и да имаме буџет кој што ќе рефлектира поголема приоритизација. Значи, ако речеме дека целиме кон побрз развој на човечкиот капитал, кон капитални инвестиции, тоа се рефлектира и во самиот буџет. Меѓутоа, буџетот е навистина една голема работа и не можеме да го смениме во една година, треба да се работи многу повеќе, за да се смени структурата, зборувам. Бидејќи поголем дел од расходите одат некако по инерција и кој да е министер за финансии не може веднаш да направи поголема промена. Меѓутоа, во она што смета во структурата или зошто би рекле дека не е доволно развоен, тоа е ако погледнете структурата, например, социјалните трансфери се најголем дел од расходите. Тие се околу 50% од расходите, а од друга страна капиталните инвестиции или она што треба да доведе до подолгоречен развој на економијата, тие се само 10%. И при тоа исто така да не заборавиме дека секоја година остварувањето на капиталните расходи е многу ниско. Оваа година во првите 10 месеци е само 41%. Значи, вие планирате 10% од вкупниот буџет капитални расходи, ама од тие реализирате само, да речеме, 50%, што е значи многу малку. Што ни треба за подолгоречен развој? Ни треба подобрување на, велиме, условите за работа, условите за компаниите, меѓутоа и за нас како граѓани. Тоа е на што, велиме, е зголемување на продуктивниот капацитет. Значи, зборуваме за инфраструктура, меѓутоа тука не би опфатила само патната инфраструктура, и дигитализацијата би ја нарекла инфраструктура. Тука влегуваат институциите, колку институциите се спремни да одговорат на барањата на граѓаните и фирмите. Значи, сето она што значи повеќе квалитет, а не квантитет. Во моментов во буџетот превладува квантитетот. Односно, значи, проширување, зголемување на дали е тоа плати, на вработеност, така натаму, меѓутоа нас ни треба квалитет. Ако сакаме да зборуваме и да мислиме на долг рок. Оно што веројатно од аспект на ностилите на политиките или на владата е значено е дека сепак и овој буџет или оваа распределба на јавните приходи, како тие се трошат, сепак дава економски ефекти. Значи, сепак имаме пораст на платите, намалување на невработеноста и тоа за нив дава сигнал дека работите се добро поставени. Меѓутоа, ако гледаме од малку поголема далечина, би рекла дека сето тоа е ефект на краток рок, меѓутоа ни недостасува размислување на долг рок. И некои од економисти, значи јас би рекла дека она што ни треба е среднорочно буџетирање, бидејќи имаме проблем очигледно со реализација на капиталните инвестиции. Значи, делумно е едноставно недоволен квалитет на јавната администрација да ги имплементира плановите за капитални инвестиции. Според вас, како вие би ја направиле таа структура? Би се насочиле кон капиталните инвестиции повеќе, а со помалце, например, процент на социјални давачки? Видете, многу е тешко, мислам, зборуваме за социјална категорија и зборуваме за земја во која што животниот стандард е се уште низок. Многу е неблагодарно да кажете или е сепак и многу лесно однадвор да кажете дека ќе намалите расходи за социјални трансфери, дека повеќе ќе инвестирате во капитални расходи. Меѓутоа, мислам дека може да се направи една паметна политика во која што ќе се најде поголем баланс. Значи, пазите, кога зборуваме за капитални инвестиции, пак ќе речам да се добро испланирани, нека се 10% од буџетот, односно од расходите. Меѓутоа, многу добро испланирани и при тоа насочени онаму каде што навистина ни требаат. Например, има институции кои што оваа година имаат нула реализација на капиталните расходи. И сега да не заборавиме дека сето тоа се пари кои што се собрани од граѓаните и од компаниите преку даноци и сега вие велите, меѓутоа јас сум неспособен да ги распределам тие пари.
а сепак очекуваме од јавностелите на политиките или од министер за финансии или од јавните финансии воопшто, очекуваме дека тие се попаметни, би рекла, од граѓаните, дека мислат на долг рок. И таа е функцијата, заради тоа, значи, ние како граѓани и компании плаќаме даноци и очекуваме тие попаметно да ги трошат нашите пари. Попаметно, значи, да не мислат само на денес, туку да мислат и на утре и задутре. И сега тоа недостасува утре и задутре. Никој не е против зголемување на минималната плата, пензии и социјални давачки. Тоа се е во ред. Меѓутоа, колкото стопанството, реалниот сектор може тоа да го издржи, бидејќи како што велат од нивна страна, треба да биде пропратено со зголемена продуктивност, која што еви Светска банка имаше критика, па и Меѓународниот монетарен фонд, дека кај нас зголемувањето на минималната плата не е следствено со зголемувањето на продуктивност, која за жал кај нас е ниска. Апсолутно. Како да дојдеме до тоа? Апсолутно, никој не може да каже дека 14.500 денари е висока минимална плата, никој не може да каже дека не им е потребна на посиромашните граѓани или работници со пониска продуктивност. Меѓутоа, ако сакате навистина да им помогнете на тие работници, идејата е како да ја зголемиме нивната продуктивност. Дали тоа да биде преку дополнителни обуки, дали тоа треба да биде преку обезбедување на повеќе капитал на компаниите. Значи, оние компании може да речете кои што имаат пониска продуктивност и исплаќаат пониски плати, може да речете дека ќе им помогнете со некои технолошки иновации, ќе ги кофинансирате или ќе ги финансирате. Значи, тоа би било многу покорисно за компаниите и работниците, отколку вакво административно зголемување на минималната плата. Концептот на минимална плата е присутен многу долго време во Македонија, ајде да кажам, во последните години. Меѓутоа, она што недостасува е цврст систем и предвидливост. Значи, си има закон за минимална плата, утврдено е како таа ќе расте, значи индексација, бидејќи целта е како растат трошоците за живот, така да расте минималната плата. Значи, животниот стандард на тие граѓани да биде задржан. Она што кај нас се случува е дека постојано се користат вакви адхок решенија, кои што се, пак би рекла, за работниците се во ред, меѓутоа, пазете, со минимална плата, вие ги штитите оние кои што се вработени. Не ги штитите оние кои што се невработени. Тоа значи дека работниците кои што кај нас доминираат невработени лица со ниски квалификации. Така што ако минималната плата е на високо ниво, тоа значи дека тие работници никогаш нема да имаат шанса да најдат работа. Има голема бариера, тоа е минималната плата. Значи, нив не ги заштитуваме со минималната плата, имаме еден резервоар на такви работници, околу 100.000 со ниски квалификации. И исто така, она што може да се случи како ефект е отпуштање на некои од работниците или затварање на некои компании. Така што сакам да кажам дека мораме да внимаваме да немаме преголема регулација на економијата. Нели, ние избравме дека ќе одиме на патот на пазарна економија и сите овие регулации во повеќе сфери создаваат проблем, односно ја поништуваат таа наша желба или аспирација за пазарна економија. Повеќе работи треба да се остават на ниво на компаниите, на ниво на социјален диалог, договарање помеѓу работодавачите и работниците, а владата треба да има многу мала улога во сето тоа. Да резимирам, значи, платата можеби не е висока, меѓутоа во конкретните услови или компаративно со други земји е на високо ниво, веќе е 50% од минималната плата, и би рекла дека дали ова или друга влада треба да се зафати со поддршка на овие компании кои што исплаќаат ниски плати, поддршка за иновации, воведување на капитал, односно нови технологии. И секако да не ја забораваме улогата на државата која што треба да обезбеди добри услови за работа за сите компании. Зашто и тоа е трошок. Знаете, ако царинската постапка е долга, ако инфраструктурата е лоша и така натаму, тоа е се трошок за компаниите. Поголем трошок отколку и самите работници. Да ги ослободиме некако компаниите и да оставиме простор самите да ја зголемуваат платата. Меѓутоа, според законот, во одредени компании со самиот раст на минималната плата, следствено треба да растат и останатите плати. Но тоа не се случува, а често пати се дава и плата во плик, кој што во одреден момент власта рече дека е оправдано. Не знам колку е оправдано, бидејќи сепак на тоа треба да се дадат давачки, не е само плаќање на данокот, туку има и други давачки во однос на пензискиот фонд.
Апсолутно. Значи прво во однос на првото прашање, кај нас системот на плати е така поставен да сега знаете веројатно и вие и гледачите, меѓутоа би спомнала дека според колективните договори, меѓутоа и договорите за работа, имаме систем на плати во кој што има основна плата и потоа има бодови или коефициенти за сложеност на работа. Тоа значи дека кога ќе ја зголемите основната плата, треба на сите нивоа платите да пораснат. Во истражувањето кое што го правевме пред 2 години чинам, при претходното зголемување на минималната плата, заедно со Меѓународната организација на трудот, се покажа дека тоа не се случило, односно дека имаме врамнотежување на платите, или сите работници кои што имале пониски плати, практично сега доаѓаат до ист праг, до иста плата. И во тој случај можете да кажете дека се обештетени оние работници кои што имале плата малку над минималната плата, некаде до 14.000 денари, бидејќи нивната плата не е зголемена, што негативно делува нели врз мотивацијата за работа, па и врз нивната продуктивност. Меѓутоа, зошто е тоа така? Затоа што за работодавачите било многу скапо. Значи не е само цената или трошокот зголемување на минималната плата, туку е воопшто зголемување на платата на сите нивоа. И тоа е што мислам дека не е во ред, бидејќи некако сите мижиме пред тоа е во колективни договори утврдено, тоа е во договорите за работа, меѓутоа сите промишевме поради желбата минималната плата да се зголеми. Регулацијата сепак треба да направи државните институции. Да, апсолутно треба да се направи проверка, меѓутоа кажав теренското истражување тоа го покажа и анализа на податоците од Државен завод за статистика тоа го покажа. Во однос на платата во плик, тоа исто сива економија, тоа е дел од сива економија, значи тука се обештетени работниците, бидејќи на тој износ не се плаќаат придонеси, тоа значи пенсијата би била во иднина пониска. Меѓутоа искрено ако зборуваме, можеме да ги разбереме работниците зошто тоа не им пречи, бидејќи кога имате ниска плата, вие едноставно гледате денес како ќе преживеете или овој месец. Не размислувате која ќе биде вашата пензија и толку долгорочно. Значи тие се оштетени, меѓутоа не се доволно свесни или никој не ги застапува тие нивни интереси. И нормално е, пак ќе речам, треба да прехраните цело семејство со минимална плата и ви одговара дури да има дел од платата во плик. Меѓутоа е дел од сива економија, треба да се прават мерки за да тоа се намали, веројатно тоа се и контролни механизми и инспекцијски надзори во смисла како тоа повлекуваат компаниите толку кеш. Како го вадат тој кеш за да им го дадете на работниците во кеш. Значи, тие компании исто така работат некако неформално или дел од нивната работа е неформална. Тоа сигнализира голема неформалност или еден цел систем на неформалност, кој што веројатно е тешко да се детектира, меѓутоа и да се борите против тоа, меѓутоа мислам дека тоа треба да ни биде цел. Се додека не ја намалиме сивата економија, велиме, оние кои што плаќаат веќе даноци, тие се нааптеретени и, знаете, најлесно ако сакате да ги зголемите државните приходи, практично да ги насамарите уште малку плаќачите на данок. Тоа се случи и со зголемувањето на персоналниот данок и социјалните придонеси. Значи, вие сакате повеќе да приберете, меѓутоа со иста маса на плаќачи на данок. Да. И праведноста за мене не е во промена на систем на даноци, зголемување на даноци, праведноста е во справување со сивата економија. Која што сепак е на зафаќа голем процент. Апсолутно. И државата има стратегија за справување со сива економија. Тоа е добра. Принципот е сменет. Порано принципот беше да ги затвориме или да ги казниме тие компании или индивидуи. Сега пристапот е обратен, велиме како да им помогнеме да станат формални. Има акцијски план, се спроведува, меѓутоа мислам дека малку треба да го забрзаме цел тој процес. Тешко е од аспект на носителите на политиките или политичарите. Справување со сивата економија некогаш значи губење на доста гласови, губење на репутацијата во јавноста, меѓутоа од друга страна пак добивате повеќе симпатии кај сите оние кои што работат честно. Меѓутоа и сиромаштијата е голем проблем кај нас. Значи тоа неколку пати уназад во години наназад се назначува како сериозен проблем кој некако не се намалува. Се превземаат мерки, се говори, меѓутоа некако немаме резултати во тој дел. Како? Апсолутно. Видете, ако ги погледнете податоците за сиромаштија, многу е јасно дека основна причина за сиромаштија тоа е немање на работа.
значи оние домаќинства, бидејќи се мери на ниво на домаќинства, кај кои што имаме сите членови на домаќинството се невработени, тие сигурно се сиромашни, освен оние кои што добиваат нели дознаки од странство. Така што минималната плата ќе го зголеми животниот стандард на одредени домаќинства, меѓутоа споменав тие кои што немаат работа, веројатно нема да можат да ја најдат и ќе останат сиромашни. Основна алатка за да намалите сиромаштијата да се дадат, да се креираат работни места на работниците и мислам дека тоа е основен постулат секаде и секогаш. Меѓутоа кај нас нема корелација. Еве се намалува невработеноста, наназад, нели историски дори 17, нешто. Да. А сиромаштијата некако или се на исто ниво или дури па се зголемува. Да, бидејќи, пазете, и се намалува невработеноста, меѓутоа би рекла дека растот треба секогаш да мислиме да е инклузивен. Инклузивен значи да ги опфаќа, да биде корист од растот, од економскиот раст, да имаат сите граѓани. Тоа што се намалува невработеноста, сиромаштијата не паѓа или барем не со тоа темпо, покажува дека сепак одредени категории на граѓани се оставени надвор од системот и дека треба кон нив да се насочи поголема помош и поддршка. Значи, наместо да трошите повеќе или да зголемувате минималната плата, со истите средства може повеќе да им помогнете на тие граѓани. Ние имавме реформа на системот на социјална заштита, сето тоа е секако добре дојдено, меѓутоа пак ќе речам дека основно е како да ги активирате тие граѓани и како да дојдат до работа. Значи до одржлива работа. Тука се користат и активните мерки за вработување и така натаму, меѓутоа и покрај сите заложби, желби на секоја влада, сепак има одредени депоа, јазови во системот кои што не дозволуваат токму тие граѓани на кои што им е најпотребна помош да дојдат до работа или да ја задржат работата. Значи не можете со една единствена интервенција, не можете кај тие граѓани да им обезбедите работа со учество во една активна мерка, која што да речеме 3 месеци трае и толку. Значи зборуваме за граѓани кои што или млади лица, меѓутоа и возрастни, кои што потекнуваат од социјално загрозени домаќинства, имаат големи проблеми, дали е тоа домувањето, дали е тоа учество во образованието, значи многу покомплексни проблеми. Сега, како посиромашна би рекла сепак држава, многу е тешко сето тоа да го обезбедите и да обезбедите толку средства. Меѓутоа мислам дека со добар план се работи на тоа. Треба ли да се почне од образовниот систем? Апсолутно, апсолутно. Вчера се објавија и новите резултати од PISA истражувањето, кои што не беа баш за нас позитивни. Да, како гледате на работите, ајде да речеме дека има напредок, меѓутоа кога ќе ги видите резултатите, навистина е загрижувачки, особено резултатите во... Вие сте и професор, да објасниме за слушателите на Македонското радио. Да, апсолутно. Професор кој што работи во повисоко ниво на образование, значи универзитет, и морам да кажам дека во таа фаза кога ќе дојдат значи учениците или студентите на универзитет, како е вашето чувство? Да, многу малку можете да направите во таа фаза. Што недостасува, значи не би рекла, пазете, во денешно време не зборуваме толку за знаење, што знаат како фактографија, туку повеќе зборуваме за дали знаат и да ги анализираат податоците, дали можат тие комплексни, ние секојдневно сме мета или сме приматели на многу информации, дали можете да ги примите, восприемите, дали можете да направите во мозокот анализа што од тоа е корисно, што од тоа е добро, што е неточно, и потоа да донесете некои одлуки или да заземете некој став. Оно што најмногу би рекла недостасува, тоа е размислувањето. Значи, сега ние велиме критичко размислување, ама еве само и да речам размислување. Учениците се научени да учат на памет од учебниците, да велиме го реплицираат знаењето, да прераскажат лекцијата од збор до збор. Ги немаат вештини на синтеза на тие податоци, на анализа, на сумирање на резултатите, прераскажување и воопшто сега на универзитетско ниво се бара и критичко размислување. Тие вештини ги немаат и реформата или било која реформа во образованието нема да даде ефекти се додека не се промени начинот на кој што се предава и начинот на кој што се оценува. Можете да имате и најдобар учебник, ако наставниците не бараат од учениците да размислуваат,
туку бараат да го знаат точно тоа што е во учебникот, велиме меморизација, во тој случај нема да одиме напред. Од најмали нозе треба да почне да се... Апсолутно, меморизацијата или фактографијата е нешто се учи на многу, нешто што се учи на многу млада возраст, меѓутоа потоа треба да преминете на друга фаза, прераскажување, синтеза. Значи, ако имате лекција од 2 страни, вие треба да научите како да ја раскажете во многу пократки црти, а не да ја реплицирате или меморизирате истата. И тоа е проблем. И покрај тоа што на универзитетот каде што предавам, American College, начинот на учење е сосема различен, многу е тешко во таа фаза или на таа возраст вие да делувате врз учениците. За нив е најлесно да каже не знам, меѓутоа секогаш велам, за мене не е прифатлив одговорот, не знам. Мора да размислите и да ми дадете некое ваше мислење, барем со гледување на работите. Меѓутоа тие се некако како стресени, очекуваат дека мора да има точен одговор и многу е тешко да им кажете дека па има точен одговор, ама и секој одговор, да. Возрастни сме, може да разговараме. Многу е тешко на таа возраст. Се трудиме, меѓутоа е тешко. Мора тоа да почне од многу помлада возраст. И има меѓународно едни, ајде да речам, пирамиди на учење кои што точно кажуваат на која возраст што треба да се учи, кога е меморизација, кога е синтеза, анализа, критичко размислување. Меѓутоа некако не одиме, знаете, нема прогрес од основно образование во средно, нема прогрес во начинот на учење и тоа е тоа. Значи се покажува во резултатите и навистина некојаш е жално, сега ќе видите Естонија има толку добри резултати, па и сите земји од регионот, споредете со Албанија или Само Косово според податоците се Да, од она што го видов во табелите од вчера, тоа се разочара во тоа колку наши ученици не го достигнуваат основно ниво или некое барем ниско ниво на учење. Меѓутоа се надевам дека е добра лекција и дека ќе се подобриме. Добро, ова треба да го слушнат и родителите, меѓутоа и наставниците. Предпоставам дека треба и наставниците малку да имаат друг пристап или друг начин на однос и работа со своите најмали ученици. Да, сега видите како родител или на деца кои што посетуваат основно и средно образование, како професор секогаш прво ги заштитувам наставниците, односно велам дека таа е многу тешка работа. Многу тешка, ние не можеме дома да се справиме со 2 деца или 1 дете, тие се многу. Плюс тоа, за жал, многу родители очекуваат наставниците да имаат и воспитна улога, меѓутоа воспитната улога е во, да кажем, во градинка, потоа тие имаат образовна улога. Меѓутоа, мислам дека комплетно треба да се смени начинот на кој што се предава. На наставниците треба да им се дадат повеќе алатки со кои што би работеле, дали е тоа за експерименти и така натаму. Навистина е тешко да вие да им развиете љубов кон хемија, ако немате некои инструменти да им покажете интересни експерименти. Меѓутоа, и мислам дека треба да се работи на дообука на наставниците. Например, во моментот тече еден голем проект кој што е во сите основни училишта, се вика Курикулум за 21. век. Македонија 2025 е вклучена исто така во тој проект со британски совет и проектот нуди токму она што треба да го дадеме како интервенција во образованието, а тоа е употреба на кодирање, меѓутоа и употреба на кодирање за да развиете критички вештини и размислување кај учениците. Многу интересна програмата. Најпрво се прави обука за наставниците, по неколку наставници од секој училиште и потоа тие треба да го применат тоа или нови начини на предавање и употреба. Значи кодирањето е еден дел од целата приказна, меѓутоа се вика и кодирање за да биде поинтересен називот и сите да влезат во приказната. Меѓутоа е многу пошироко и е како кај децата да ги учите да ги развијат своите вештини на размислување. Многу интересни, значи веќе има и една како база на идеи на проекти кои што наставниците веќе ги примениле со учениците. Идејата е тие да се споделат со сите училишта, бидејќи оди етапно целиот проект, да се споделат. И пазете, тоа е добро и за наставниците, бидејќи им давате алатки, им го осмислувате часот. Некогаш, јас комплетно ги разбирам, немаат алатка, немаат што да прават на часот, освен да ја прераскажат лекцијата, нели? Некогаш и да диктираат дури, па децата пишуваат. Тука им се даваат алатки, им се дава начин како часот да е поинтересен, како поинтересно да се помине материјата.
Меѓутоа, генерално, мислам во цел свет, не е само во Македонија, дека образованието е институција, би ја крстила, која што најтешко се менува, која што најмалку го следи напредокот на општествата, напредокот во дигитализацијата и така натаму. Меѓутоа е темелот. Апсолутно, и мора да знаеме или мора постојано да се прилагодуваме. Не може да кажеме ние направивме во 2000 пример 15-та година реформа, Кембридж и тоа е, направивме реформа. Постојано мора да се унапредувате и наградувате. Бидејќи за економијата е темел, велат. Од образованието се градиме понатаму, и како личност, и како компанија, и како економија. Значи, апсолутно, и сето тоа се рефлектира на пазарот на труд, се рефлектира во структура на економија, се рефлектира во начин на живот, во квалитет на живот. Многу е битно. Јас често велам, значи, ние создаваме потрошувачи. Значи, ние создаваме млади, за жал, кои што, реков, не можат критички да ги разгледат информациите. Па тука имате многу фейк ньюс и така натаму. Не можат како потрошувачи да донесат одлука кој производ е квалитетен или не е квалитетен. Па можете да им продадете било што. Финансиската писменост е исто така. Како работници, значи начинот на размислување, на исполнување на задачите и така што се додека немаме квалитетен човечки капитал, тоа ќе биде структурата на економијата, ќе имаме текстилни компании наместо високо продуктивни. Значи темелот е, меѓутоа за жал, било која промена во образованието многу касно дава ефекти. И сега, ако сте вие носител на политика, се велите, ама ќе даде ефект по 10 години, кога јас можеби нема да бидам на власт. Така. Велат и власта дека буџетот е за развој на човечкиот капитал. Дали ова вистински развој на човечки капитал преку зголемување на плати и пензии? Добро, има дел во кој што се зголемуваат и расходите за образование, меѓутоа се зголемуваат номинално, а како процент од расходите не се зголемуваат. Така што не би го карактеризирала така. Би сакала да речам или би сакала да верувам дека во структурата пак на расходите за образование има навистина некои промени. Меѓутоа, видете, јас би одела многу посмело и многу повеќе би инвестирала во образованието, би инвестирала во, не знам, смарт табли за учење, во такви некои новитети кои што на децата ќе им го направат образованието интересно. Да сакаат. Апсолутно. Сега се во училиште со своите мобилни телефони генерално, па и наставниците понекогаш за да има мир во училница им викаат ворете со мобилни да се работи. Меѓутоа, ако имаат мобилни, веќе искористете го тоа да им направите нешто интересно. Така, речете им, ајде да најдете сега податок, не знам, каде здравството е најдобро, или каде ова се случува, или каде има најмногу изуми. Така? Значи, можете да го направите тоа интересно. Јас би инвестирала многу повеќе капитални инвестиции во образованието и би им го направила на децата многу поинтересно. Одлично ви е тоа размислување. Сега вие покрај тоа што сте професорка, сте и директорка на Македонија 2025, имате контакт тука, тоа е да напоменеме за слушателите, тука станува збор за диаспората, за бизнисмени од диаспората. Вие тука сте конекцијата со нивната матична земја. Има ли желба, расположение кај диаспората да инвестира во својата матична земја? Видете, од Стопанската комора господинот Азевски рече да инвестираат не од патриотизам, туку поради профит. Профитот го води светот, да бидеме на чисто, меѓутоа сепак е нивна земја. Да, апсолутно. Прво, да, на прво место би рекла дека е профитот, меѓутоа она што би рекла кај диаспората е дека доколку има еднакви услови за инвестирање во Македонија и во друга земја, или малку полоши услови во Македонија, сепак би се одлучиле да инвестираат во Македонија. Значи има расположение, меѓутоа мислам дека ние тука треба да си ја направиме домашната задача, дека сепак треба институциите да функционираат безпрекорно или многу добро. Замислете, вие тука некојаш не можете некоја работа да завршите, а тука сте физички, а камоли некој што е од странство. Така што мора институциите да функционираат безпрекорно. Пример, системот на привлекување на странски инвестиции беше добар, меѓутоа и во тој систем не одеше се преку институциите, туку морате со некои високи политичари да се здружите, да разговарате, па тие ве водат низ фазите на инвестирање. И тоа е голем проблем. Се додека не се среди, значи, пак ќе кажем, владење на право, значи еднаквост пред судовите и така натаму, се додека тоа не се среди, нема да инвестира повеќе диаспората. И дури на централно ниво, работите да се релативно добри, кога ќе се симнете на локално ниво, се е тешко да се спроведе.
Меѓутоа, јас диаспората или преку нашата организација, да кажам, не ја гледам само како нивни лични инвестиции. Тие секако се трудат и своите бизнис партнери, пријатели, познаници да ги насочат да инвестираат тука. Меѓутоа, јас исто така би ги искористила малку поинако, тоа е да обезбедат, да отворат патишта, да отворат врати за наши фирми да извезуваат надвор. Бидејќи, ако сакаме да оствариме повисоки стапки на економски раст, единствена можност тоа е да извезуваме повеќе, бидејќи сме мал пазар. И со додадена вредност поголема, предпоставам, на производите, така. Не да се извезуваме нешто, примерно производство, да речеме. Да, апсолутно. Така што јас, мислам, и самата организација така ја гледа поддршката од диаспората. Имаме веќе една програма, меѓутоа сакаме да воспоставиме повеќе програми во кои што им се помага на македонски фирми да извезуваат надвор. Било тоа да е европски, за сега поддршката е европски и северноамерикански пазар. Се надевам дека ќе ја прошириме, меѓутоа тоа е идејата. И тоа е голем пазар. Да, значи како да се имаме програма во која што ги менторираме по почетните бизниси, им се помага со добри совети од професионалци од диаспората и од нашиот одбор на директори. Понатаму програма во која што носиме канадски експерти во домашни компании со цел интернационализација. Им помагаат по 2 или 3 недели како да направат стратегија за настап на странски пазари, ги утврдуваат нивните слаби точки, каде и како може да се помогне. Идејата е повеќе да имаме поддршка на мали и средни предпријатија, исто така, значи се до доведување, до совршенство би рекла, за да настапите на странски пазар, меѓутоа потоа и нудење на своји контакти од професионалци од диаспората, отварање на врати или презентација пред инвеститори, значи буквално да им помогнеме на компаниите да излезат надвор, исто тоа ќе има повисок економски раст. Резултати колку очекувате? Резултати, за жал, да, не доаѓаат брзо. Морам да кажам дека онаа програма која што веќе имаме со канадски експерти дека дава одлични резултати. Правиме евалуација по 6 месеци, меѓутоа по 2 години повторно би направиле евалуација, бидејќи за некои ефекти треба време. А другите програми кои што ги спомнав, сега се во пилот фаза и се надам дека за 2 години исто ќе можеме да покажеме поголем ефект. Меѓутоа, од некои програми не можеме да го мериме ефектот. Имаме програма преку која што обезбедуваме извршно образование за извршни директори од Македонија, ги праќаме во Соединените Американски држави, исто така и во Канада. И сега тука е тешко да го мерите ефектот, меѓутоа сметаме дека тие ќе бидат подобри бизнис лидери, дека нивните компании ќе растат побрзо и подобро. Меѓутоа секогаш ставаме акценти на вредноста на лидерот, би рекла, значи сакаме тие да бидат и подобри граѓани, па и да помагаат на други. Така што, значи, навистина, сега тешко е да речеме толку фирми сме им помогнале, толку почнале да извезуваат, меѓутоа мислам дека правиме доста. Вие помагате и на стартап, односно нешто започнуваат свој бизнис. Кој е најголемиот проблем? Првата година е најтешка, предпоставувам. Што насочуваат они како проблем најголем или тука каде бараат поддршка, во кој дел од својата работа? Морам да кажам дека малку се сменија приоритетите или проблемите на стартап заедницата или на почетните бизниси. Додека порано повеќе се зборуваше за пристап до финансии, сега со фондот за иновации, меѓутоа исто така и со реакцијата на некои банки, мислам дека е помал тој проблем на пристап до финансии, меѓутоа е поголем проблемот на поддршка, на менторирање, значи кај нас нема оно што се нарекува venture capital, значи нема форми преку кои, сега има и бизнис ангели, нема форми преку кои тие ќе можат да учат од некого и да избегнат некои погрешни чекори. Сам не можете се да избегнете, меѓутоа да учат од некој искусен професионалец. И заради тоа реков дека сега пилотираме програма преку која што им помагаме на тие стартапи со менторирање од искусен професионалец. Да, апсолутно. Еве да ги повикаме сите оние луѓе кои што сакаат да започнат бизнис, да. Или веќе се во почетна фаза, да. Значи може да ве контактираат и да побараат од вас помош. Апсолутно. Имам и друга програма која што за оние кои што допрва планираат да почнат, меѓутоа веќе имаат бизнис идеја, се вика Лидер како проект. Меѓутоа, значи во таа програма носиме канадски експерти.
трае 10 дена, обука е, меѓутоа не е општа обука, туку се работи на бизнис плановите. И таа е прекрасна обука, тука би ги повикала сите, велиме, млади предприемачи, кои што сакаат да започнат или веќе започнале бизнис. Треба ли да платат нешто? Не се плаќа ништа. Да напоменеме. Да, обуката е од 4 чинам до 15 или 16 мај. Секоја година во мај, 10 години поред ја правиме обуката, има прекрасни приказни, на крајот има и надпревар, се доделуваат награди и оние кои што победуваат, потоа ги водиме малку повеќе низ, им помагаме на вистина да го започнат бизнисот или да го развијат. Значи правиме доста со стартап заедницата, меѓутоа и како стартап заедница, да кажам, повеќе расте или се повеќе расте, па има и платформа на, се вика МК Иновативност, во која што и нашата организација е член. Меѓутоа, еве би спомнала и друг проблем кој што е за почетните бизниси, меѓутоа ние велиме повеќе микро компании кои што кај нас доминираат. А тоа е фактот дека тие според законската регулатива речиси ги имаат истите обврски како и средните или големите компании и тоа е многу скапо за нив. Она што мислам дека зашто и би лобирале, да кажам, тоа е да се смени малку регулативата за овие микрокомпании. Во кој дел? Па или можете да ги ослободите од некои обврски, не знам, од здравје и безбедност при работа, обврски така натаму, значи многу обврски кои што за нив создаваат финансиски реперкусии и едноставно не им дозволуваат да дишат и да пораснат. Значи кога ќе пораснат, можете да поставите одредена граница, кога ќе дојдат до тоа ниво на, да речеме, промет, во тој случај веќе се влегуваат во регуларниот систем. Значи и тоа е еден предлог дури во стратегијата за справување со сивата економија, да се видат искуство од други земји, дали да се направи нов закон за микрокомпании, дали од некои одредби да се ослободат кои што важат сега. Да, меѓутоа мислам дека тоа е клучно за да имаме заживување на стартап заедницата. Следа изборна година. Вашите очекувања? Можно ли е да се овој предвиден раст од 3,8% да се оствари во изборна година, кога сепак знаеме дека е кочница за доста работи? Видете, мислам дека со оглед на оно што го спомнав и на почетокот, а тоа е идеологијата или сегашните основи на растот на економијата. Растот главно е воден од зголемувањето на платите и е воден од намалувањето на невработеноста, односно се рефлектира во потрошувачка. И сега, во оно што го имаме предвидено во буџетот за следната година, дава некои основи таквиот раст да продолжи, така што не би рекла дека, мислам дека дури и да нема некои позначени реформи, дури и период на избори, дека по некоја инерција растот ќе продолжи, иако веројатно 3,8% би била висока сепак стапка за раст, меѓутоа ќе има раст. Јас би рекла дека она што ми смета е дека ние некако се задоволивме со 3,5% што не е доволно за да пораснеме апсолутно и со животниот стандард. Да, ако сакаме да имаме повисок животен стандард, тоа е сепак многу ниско ниво. И јас сепак би рекла дека до пред некоја година, бидејќи еве на пример Светска банка има квартални извештаи за цел регион, до пред некоја година бевме лидер на тие табели. Сега не зборам само по стапката на раст, зборувам и по реформи спроведени и така натаму. Сега некако го изгубивме тој примат, тоа е сигурно, меѓутоа и одиме се повеќе надоле. Па и doing business исто. И doing business. Значи, јас би рекла дека некако ни спласна очекувањата и аспирациите и тоа не ми се допаѓа, односно ќе се борам против тоа и мислам дека треба многу да очекуваме, прво секој од самиот себе, меѓутоа потоа и од државата и од власта, нели? И мислам дека мора да се вратиме на патот на посилни економски реформи. Неопходни се за да имаме подобро место за живење и тоа е основа за да се намали емиграцијата, за жал и на младите луѓе, кои што често пати емигрираат нели од економски причини, меѓутоа многу често и квалитет на живот. Значи зборувам дали е здравство, дали е образование за своите деца, дали е загадениот воздух, че многу е покомплексно од онака да гледаме дали е стапката на економски раст таа или не. За жал ќе имаме период 6 месеци сигурно во кои што нема да се почнуваат нови проекти и тоа уште повеќе настава некаде надолу на сите овие листи. Меѓутоа да се надеваме дека политичките партии ќе излезат на вистина со некои програми во кои што аспирациите се големи, во кои што ќе планираме дека ќе има некој голем скок, наместо ова
континуирано, меѓутоа многу континуирано бавен напредок. Че тоа се моите очекувања. Компаниите сигурно ќе се прилагодат на ситуацијата, нема да планираат некои големи инвестиции во овој период, бидејќи, пазете, проблемот е што идеологиите на партиите веќе не се десна и лева, туку се испреплетуваат и навистина не знаете што може да очекувате од нивните изборни програми и понатаму од нивните економски политики. Значи предвидливоста им е под знак прашање, што е за нив доста важно. Апсолутно, стабилноста на системот и предвидливоста се многу мали и мислам тоа се покажува и во меѓународни податоци како што е Светскиот економски форум и тоа е голема пречка за бизнисите. Значи не поголема и од минимална плата и од такви некои решенија. Значи повеќе дали имате предвидливост, знаете која политика ќе биде утре, колкави ќе бидат даноците, на царинската постапка каква ќе биде, корупцијата, владењето на правото. Значи мислам дека многу повеќе треба да се размислува за тоа, меѓутоа е многу потешко да го спроведете. Многу е полесно с големите минимална плата, отколку да спроведете реформи во судството и така натаму. Меѓутоа се надевам дека политичарите навистина разбираат дека граѓаните веќе ќе бараат многу повеќе и дека тоа ќе се рефлектира и во нивните програми и понатаму во имплементација на програмите. Госпожо Мојсоков, сега ви благодарам што бевте гости во Македонското радио Скопје. Благодарам многу на поканата.